إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Nije birnillahi ta'ala ke продолжиме со едно ново поглавие во оваа изворедна книга, а следното поглавие, како што велит авторот, Бабу шефа'a. Бабу шефа'a значи поглавието на посредувањето. Значи земање на посредник. Земање на посредник меѓу тебе и Аллах субханаху ва та'ала. Значи да знаеме како е во нашата вера ова правило и ова работа, значи да се земи посредник меѓу човекот и Аллах субханаху ва та'ала. Велит Имам Уthejmin рахимахуллах во неговото објаснување на ова поглавие дека авторот Шејхул Ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах го напомна ова поглавие во оваа книга, во книгата на монотеизмот, зошто мушриците во времето на пегамберот алейхи селату васлам и претходно исто ги обожаваа нивните кипови. И кога беа прашани зошто ги обожавате нив, тие веле хаулаи шуфа'ауна инда Аллах. Тие се нашите посредувачи кај Аллах субханаху ва та'ала. Значи тие нас ни посредуваат, зашто шефаето, значи по наше така речено, како што вели шејх Салих ал-Шејх хафизахуллах, е дуа. Дуа значи молитва, да се молит. Значи тие се наши посредувачи, што значи тие се наши кои се молат за нас кај Аллах субханаху ва та'ала. И зошто ги земаат тие за посредувачи меѓу нив и Аллах субханаху ва та'ала? Зошто тие веле ние сме слаби, ние сме грешници, алейкум селам рахметуллах. Ние сме слаби, ние сме грешници, ние сме значи извалкани и имаме потреба за тие посредувачи кои биле добри луѓе, кои биле богобојазливи луѓе, и тие се нашите шефачи кај Аллах субханаху ва та'ала. Но во вистина и значи намерата нивна беше, со овај шефаат да тие Аллах субханаху ва та'ала да го увеличуваат. Но ова врста на шефаат, ова врста на посредување содржуваат во вистина омаложување. Зошто? Како што вели Шејх Уthejmin рахимуллах, тие ги направија, значи го направија Аллах субханаху ва та'ала како краловите на дуњалокот. Зошто краловите на дуњалокот, тие имаат потреба за посредувачи, за шефатчи, зошто тој не слуша, тој не знае што се случува, значи во неговото, пример, некој што во Скопје. Тој не гледа и не слуша што се случува тука во Кичево. Значи, треби некој да му го пренеси тоа. Зошто тој е немокен. Но Аллах субханаху ва та'ала е слободен и чист од овие опишувања. Аллах субханаху ва та'ала е семокен и слуша се и во секое време. И каде да биде ще гледате. Затоа, значи, овде го имаат тие споредено Аллах субханаху ва та'ала со створенијата. И ова е без сомнеш омаложување за него. Значи не е увеличување, како тие што наменувале, туку е омаложување. Затоа, значи, за да не паднеш во вакви сплетки шејтански, треба увек да се држиш на текстовите. Значи на текстовите, на Куранот и на Суннетот. Тогаш тебе ти е мирна душата и срцето. А иначе, ако ти покушуваш или пробуваш нешто да ваѓаш од себе, како овие тука исто, тогаш ќе паднеш во вакви шејтански сплетки, што ти мислиш, со тоа што го мислиш дека ќе ти придонесе највеќе придонес, тоа ќе ти штети тебе највеќе.
Зошто тој шефаат. Зошто тие, како што вели шех Салих Ал-Ушейх во неговото објаснување тука, кога во минатите поглавија авторот рахимахулла донесе аргументи дека и мелачината се слаби и немоќни, имаат потреба за Аллах Джелешану и нивните срца се тресат. И исто другите кои ги обожавате вие, пегамберите и евлите, тие се створени, а не створуваат, тогаш кога ги откорна од нивните срца оние корењето на ширкот, што може да бидат во рубубија станат, тогаш мушриците немаа што да аргументираат и не може да речете дека овие имаат нашиве што ги обожаваме, имаат некоја сила во рубубија, што можат да створуваат, што можат да оживуваат и така натаму, тогаш што нема кај да бегаат више и рекол не, па тие се само шефатчи. Значи гледате, значи тие тогаш зошто, значи овде треба да сватите, оваа книга не ја напишал авторот таке, му текнало, не му седнали си пишал по него, не. Значи поглавијата, редењето на поглавијата имаат своја мудрост. Значи ова кажуваат врвно разбирање на авторот на верата. Значи не се поглавијата туку така, значи денеска ми текнало за ова поглавие, утре за друго, заутре за сосема друго, не. Овде имат секое поглавие, причина, кога идет и зошто идет. И како се поврзуваат со предпоглавијата што се минати. Значи тука авторот, значи сега кога немаат веќе мушриците, немаат излез, немаат веќе изреч и оправдување, тогаш рекоа што? Па не, тие знаеме дека не створуваат. Ние знаеме дека тие се немошници, но тие се наши шефатчи. И тогаш шехот им го донесе точно тој аргумент, дека и шефаетот што вие го мислите, не е така како што го мислите. Тој треба да се бара од Аллах Джелешану. Зошто тој што е собственик на тој шефает, алейки селам рахметуллах, тој што е собственик на тој шефает, е Аллах субхана ва таала, алейки селам рахметуллах. И значи треба од него да се бара. Значи од тој што е собственик, од него се бара, значи шефаетот. Потоа вели шех Утемин рахимахуллах дека зборот е шефаа. Зборот шефаа на арапскиот шефаун. Шефаун значи парно. Има значи витр, затоа витро што велиме, значи непарно. 1 3 5 7, значи непарно. Значи спротивното од витр е шефаун. Значи шефаун е парно. Значи парни 2 4 6. Непарно 1 3 5 и така натаму. Зошто парно овде се зборуваат шефаун, парно? Зошто во витрот, во шефаун, во шефаатот треба двајца увек. Значи тој што прави шефаат и за тој кој се прави шефаатот. И се двајца. Значи тој кој го прави шефаатот и за тој кој се прави шефаатот. Значи затоа е многу важно разбирањето на дефиницијата. Значи да знаеш што подразбират овај збор од јазични агол и што подразбират овие од терминолошки агол. Значи терминолошки значи тука од верски агол. Од верска перспектива. Од верска перспектива, како што велит имам Утемин рахимахуллах, а тоа е посредување, да посредуваш за други, за да му донесиш некоја придонес или да му отстраниш некоја штета, некое зло. Значи посредуваш, посредување за други, значи не за тебе. За други, затоа шефаун, од парно. Значи посредување за други, за да му придонесиш некое добро или да му отстраниш некое зло, некое лошо. Ова е дефиницијата терминолошка, односно верска. И велит шех Утемин рахимахуллах дека шехул Ислам ибн Тејмија рахимуллах велит целта од шефаатот што е? Зошто како што велит шех Утемин рахимахуллах, Аллах субхана ва таала может да му опрости на тој што сака тој, Аллах таала значи, без шефаат. Без да се прави шефаат, Аллах му опростува нему. Но зошто е шефаатов? Велит шех Утемин рахимахуллах,
Šefaatот je tuka i kramu šafi', počestovanje na šefadžija i da se dokaže njegovata vrednost na sudnji den. Da, i da se vidite kad to ima posebna pozicija kao Allah Đelešanu. Znači, počestovanje za nego i da se vidi njegovata vrednost i pozicija na sudnji den, koje Allah Đelešanu nemu moja dal. I go odbral od drugita. Znači, to je šefatčija. Znači, na kogu mu se возможува da pravi šefaat za drugi i mu se dozvolува, znači, to znači da toj čovek ima golema pozicija kao Allah subhanahu wa ta'ala. I isto od celovite, od pričinje to za šefaat od je naf'u al-mashfu'i lahu. Znači, za pridones za onoj koji se pravi šefaatom. Znači, došao pridones, znači, ako je da vlezit vo džehennem, da se spasit od džehennem, od laganja to. Ili pa ako je, već je vlezen vo džehennem, da izlezit od džehennem. I kako što velit šejh Salih al-Šejh, дека во оваа работа, а тоа ќе дојме сега во тек, во излагањето од джехеннем. Значи да влезе муслиман во джехеннем, во пеколот, и поради шефаетот од пекамберот, или шефаетот од монотеисти други. Значи шефаетот од монотеисти. Значи шефаетот не е само за пекамберите, шефаетот и за други луѓе. Значи, што биле монотеисти, што биле, значи, на теохид, што го обожавале чисто Аллах субханаху ва таала. Значи, шефаатот за да излезат джехеннемлите од джехеннем да влезат во дженнет. Овде се во спротивност на ахлу сунна вал джамаа се хаваридж и муътезила. Хаваридж и муътезила вела, значи, кој влагат во джехеннем, не излагат појчи. Значи, кај хаваридж и муътезила, овие две заблудни секти, кој влагат во джехеннем, не излагат појчи. Но верувањето на ахлу сунна вал джамаа, оние кои веруваат како што верувале асхабите на Мухаммед алейхи салату вассалам, е дека и оние джехеннемли што влегле во джехеннем, но се муслимани, но влегле поради нивните гревови, нивните грешки за одредено време, крајот нивни е дженнет. Потоа авторот рахимахуллах спомнуваат аргументите во врска со шефаатот, а тоа е, и пред да влеземе во аргументите, шефаатот се поделува на две категории. Шефаатул менфија и шефаатул муфбета. Ова ги има мучено исто ке трите темели. Значи шефаатот кој е негиран и шефаатот кој е потврден. Шефаатот кој е негиран во Куранот. Значи, такви врсти на шефаат има што се негирани. Како што тие барале мушриците, тие се шефаати негирани. Да земаш ти посредувачи меѓу тебе Аллах субханаху ва таала. А има шефаати што се потврдени. И тие потврдени шефаати се само единствена собственост на Аллах субханаху ва таала. Како што ќе дојме тука, авторот спомнуваат Аллаховиот говор, قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا. Каже Мухаммед, збори целиот шефаат. Целиот шефаат. Лилlah е Аллахов собственост. Целиот. Значи без исклучено. Што значи ти кога учиш ти, кога дознаваш ти дека шефаатот е собственост Аллахова? Што значи тоа? Дека ти само од собственикот го бараш тој шефаат. Значи ти не го бараш шефаатот од Мухаммед алейхи селам. Значи како што вели тука шех Салих ал-Шейх, ако од некој кај пекамберот до гробот, или тука и од тука кај што се живи, или до гробот во Медина, и му велит, ја Расулуллах, прави шефаат за мене. Со ова тој му се моли на пекамберот алейхи селату вассалам и ова не му ја уништува верата. Да? Значи ова му уништува верата. И тој не се враќа ни хаџија, ни ништо назад. Тој се враќа мушрик.
Ова не е кај мене, ние може да ќе пречекаме тука како хаџија и ќе му направиме може веселба и гозба и што знаја. Ова не е кај тебе и кај мене дали е муслиман или не муслиман. Муслиман или не муслиман си ке Аллах джелешану, тоа е важно. Се тие можат муслиманите да ти мислат дека си добар муслиман, да те закопаат како муслиман и сите работи и накрај ти си ке Аллах джелешану кафир. И тоа што вреди не вреди кај нас, што мислиме ние за тебе или ти за мене. Тоа што вреди е што си ке Аллах джелешану. Значи затоа треба учење правилно верата, прописно да ја учиш со аргументи и да знаеш значи што е дозволено и што е забрането. Зашто некои забрани може да те уништат верата. Како на пример значи да му се молиш ти на пекамберот за шефаетот, зашто шефаетот не е сопственост на пекамберот алейхиселату васелам. Овде Аллах джелешану вели. Аллах тој кој му го објавил Куранот на пекамберот алейхиселату васелам вели Кул, кажи Мухамед, кажи на арапите, на мушриците и на сите до судниот ден. Лиллахи шефаату джеми'ан. Целиот шефаат е собственост на Аллах субханаху ва таала. Значи, шефаатот не го поседуваат ни Џибрил алейхиселату васелам, ни Мухамед алейхиселату васелам, никој. Значи, ако не го поседуваат шефаатот, ни Џибрил алейхиселату васелам, ни Мухамед алейхиселату васелам, тогаш кој може да го поседуваат други? Па тој, ама други од луѓето, мој некој? Значи тогаш како можеш дојдеш ти ке гробот од Филана, ке гробот од Илана, ке овега, ке онега да му се молиш на гробот и да велиш овие се евли наши. И овие ќе бидат посредници наши. Значи кога не смеат пекамберот алейхиселату васелам и Џибрил алейхиселату васелам, тогаш како можеш да земиш некој други? Значи овие работи, ако ги сватиш ти вистински ги сватиш убо, тогаш овие треба сите тие гранки и корење со поврзување на срцето твое со створенија треба да ги опкорнат и да се скинат. И да биде срцето твое поврзано само со еден единствен Аллах субханаху ва таала. Значи ова е еден од аргументите. Други аргумент што спомнуваат авторот рахимахуллах и Аллаховиот одговор, а тој е وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ يُحْشَرُ إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ. Предупреди ги, о Мухамед, предупреди ги оние кои се плашат да бидат собрани на судниот ден. Предупреди ги оние кои се плашат да бидат собрани на судниот ден. Дека тие нема да имаат на судниот ден никој други помошник, ни па други шефатчија, освен само Аллах субханаху ва таала. Значи тој кој ќе им поможи. И тој овде значи шефиун овде како што вели Шейх Утајмин рахимахуллах, значи не може да се оствари шефаатот освен со Аллахова дозвола. Значи би изнихи, да сај, значи шефаа мин дунилла мин дуни изнихи. Значи тие немаат значи шефатчија освен Аллах субханаху ва таала, што значи тука вели Шейх Утајмин рахимахуллах, значи дека немаат шефаат без негова дозвола. Значи да прават шефаат на судниот ден, како што учиме и во текот на дерсот, и пекамберот алейхиселату само ќе дојде и ќе падне на сеџде на судниот ден, не ќе сме да прави шефаат пред да му се дозволи. Значи првош ќе го слави Аллах джелешану, а после славењето ќе му се дозволи на пекамберот алейхиселату да прави шефаат. Значи првош дозволата, не директно. Зошто вели Шейх Утајмин рахимуллах, кај краловите на дуњалокот, и значи владарите на дуњалокот имаат луѓе кои прават шефаат кај нив без дозвола. Да. Зошто? Тие се многу блиски со нив. Значи ако ето некој негов секретар, негов советник, негов министер, тој влагат кај него и му кажуваат ова и ова и ова. Барање. Без да му барат дозвола. Така или не? Но кај Аллах субханаху ва таала судниот ден немаат. Значи ќе може само оној да прави шефаат на кому му дозволуваат Аллах субханаху ва таала. И потоа Шейх Утајмин рахимахуллах ги спомнуваат категориите на шефаатот. Значи првата категорија имаат неколку подкатегории. Првата категорија е
ona kategorija na šefaat što je specifična samo za pekamberot alejhi salatu wassalam. Znači, kategorijata na šefaatot što je specifična samo za pekamberot alejhi salatu wassalam i taja je nekoliko vrsti, odnosno podkategoriji. Prva ta vrsta je, veli Šejh Utejmin rahimahullah, a to je šefaatul uzma. Šefaatul uzma, znači velikiot, golemiot šefaat. Koga ќе биде, значи, тој големиот шефаат? Ќе биде тој шефаат на судниот ден, кога луѓето ќе почнат, ќе одат кај Адем алейхи салату вассалам, да му речат, барај, моли му се на Аллах субхана ва таала да почнет обрачунот, се веќе не можеме да издржиме. Адам алейхи салату вассалам ќе се оправдат, дека не можат. Ќе пратат кај Нух алейхи салату вассалам. Нух алейхи салату вассалам исто така, ќе пратат кај Ибраим алейхи салату вассалам. Ибраим алейхи салату вассалам кај Муса алейхи салату вассалам. Муса алейхи салату вассалам кај Иса алейхи салату вассалам. И Иса алейхи салату вассалам исто ќе се оправдат и на крај ќе им речат, одите кај Мухаммед алейхи салату вассалам, тој е за овај шефаат. И кога ќе појдат кај пегамберот алейхи салату вассалам, тогаш ќе му речат, значи, ќе му речат да појд кај Аллах таала, да рече да појд кај Аллах, не е тој директно, и да му се моли на Аллах субхана ва таала, значи што рековме шефаатот е молитва. Да му се моли на Аллах Джелешану за да почне, значи, судниот ден. И овде што рековме, значи, шефаатот е за да се укаже исто позицијата и вредноста на тој човек на судниот ден. Овде ќе се укаже вредноста на Мухаммед алейхи салату вассалам, дека тој најдобар пекамбер. Зашто сите овие, овде збориме за Ибраим алейхи салам, за Муса алейхи салам, за Иса алейхи салам, за најдобрите луѓе кои стапиле на земјава, но со сето нивна позиција што имаат кај Аллах таала, ќе имаат страв на тој ден. Ќе имаат страв на тој ден. Овде, значи, се укажуваат очевидно позицијата на Мухаммед алейхи салату вассалам и дека тој е најдобар пекамбер. Значи, ова е шефаатул узма. Втората верзија, вели Шейх Утеймин рахимахуллах, шефаатот за дженнетлите да влезат во дженнет. Шефаатот што ќе го прави пекамберот алейхи салату вассалам за дженнетлите, за да влезат во дженнет. Зошто? Вели Шейх Утеймин рахимахуллах, кога дженнетлите ќе го поминат сиратот и ќе дојдат пред вратата на дженнет, вратата ќе бидат, односно вратите ќе бидат затворени. И тогаш пекамберот алейхи салату вассалам ќе прави шефаат, значи кога ќе прави, кога ќе му дозволите Аллах Джелешану, со Аллахова дозвола ќе прави шефаат тогаш за да се отворат дженнетските врати. И му се молела на Аллах субхана ва таала да бидеме од нив. Третата врст, а таа последната тука која спомнува Шейх Утеймин рахимахуллах, е онај специфичен шефаат кој ќе му биде дозволен на пекамберот алейхи салату вассалам за неговиот чичко Ебу Талиб. Значи не да излези од џехеннем Ебу Талиб, не. Да си биде во џехеннем и понатаке, но да му биде олесната казната. Потоа спомнува Шейх Утеймин рахимахуллах втората категорија. А втората категорија е шефаатул амма, значи општиот шефаат. Тој општи шефаат е за пекамберот алейхи салату вассалам исто, вали џемиил муъминин, и за сите верници, кои оние Аллах Джелешану ќе им дозволит, значи да прават шефаат. И таа е неколку врсти. 3 врсти спомнува тука Шейх Утеймин рахимахуллах. Првата врст е тоа, шефаатот за оној кој има заслужено да влезе во џехеннем, за да не влезе во џехеннем. Значи, оној кој има заслужено фи мен истахаққа нар, значи оној кој има заслужено поради неговите дела, значи муслиман е тој, овде збориме за муслиман се збори во оваа врста. Значи оној кој има заслужено поради неговите дела да влезе во џехеннем, но за да не влезе. Значи да му се опрости и да влезе, значи да биде џенетлија. Втората врст вели Шейх Утеймин рахимахуллах, шефаатот за оние кои влеглеви се во џехеннем за да излезат.
за оние значи кои влегле веќе во џехеннем за да излезат. И третата врст е шефаатот за возвишување на степените во џеннет. Значи, шефаат прање, за да им се возвишат на верниците нивните степени. Да се крена нивните степени уште повеќе. Ако бил тој во некој степен, значи да бил уште во поголем степен. Исто за ова ќе имат шефаат. Исто за ова ќе имат, значи, ќе имат шефаат. И потоа, авторот рахимахуллах спомнуваат исто Аллаховиот говор како аргумент за ова поглавје, а тоа е Мен зеллази јешфау индаху илла биизних. Значи, кој може кај него да прави шефаат, освен со негова дозвола. Значи, не смеет никој. Значи, со други одговор, вели Шейх Утајмин рахимахуллах, дека не смеет никој да прави шефаат ке Аллах Џелешану, освен со негова дозвола. Значи, кога ќе му се дозволи, тогаш тој може да прави шефаат. Значи, без дозвола тој не може. И не се прифаќат. Значи, кога се прифаќат и кога му придонесуваат нему, кога му дозволуваат нему Аллах субханаху ва таала. Кога му дозволуваат Аллах субханаху ва таала. Исто, спомнува други аргумент авторот рахимахуллах, тој е Аллаховиот говор. وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى. И колку мелачина имат во небеста, не помагат, не придонесува шефаатот нивни ништо. Значи, ништо не придонесуваат. Освен кога? Илла мин ба'ди јаден Аллах. После кога Аллах дават, значи после кога Аллах дават дозвола, за онај кој сака тој и е задоволен со него. Значи, овде, وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ, и колку мелачина имат во небеста, овде наши дека вели имам Утајмин рахимахуллах, ова е знак дека има многу мелачина. Значи, во небеста, во небата, имат многу мелачина, но со сето нивни голем број, со нивниот голем, огромен број, и нивната близина до Аллах субханаху ва таала, и нивната покорност према Аллах субханаху ва таала, не придонесува шефаатот нивни ништо, освен кога? Освен кога им дозволуваат на нив Аллах субханаху ва таала да прават шефаат. За кого дозволуваат? За онај кој тој е со него задоволен. И Аллах задоволен со онај што му прави нему посредник, ширк, значи треба да пазиш. И Аллах Џелешану задоволен со онај кој е во прекаршок на суннетот од неговиот пекамбар, овој треба да се пази на. Значи, дали Аллах Џелешану задоволен, се прашаш ти, со онај кој го прекршува суннетот од Мухаммед алейхи салату вассалам. Значи, треба и овие работи да бидат од луѓето на монотеисти кои се. Со нив е Аллах Џелешану задоволен. Не со луѓе кои обожаваат гробови, луѓе кои имаат нивните срца врзано со конци, со дрва, со работи што обесуваат на нив и не знам што, и бара стреќа. Значи, има луѓе носат, значи, ланче на него, така или не? И вели тоа ме носи мене стреќа. Има луѓе прстен носит. Тој или тоа од кога има клана овега има нон-стоп стреќа. Им ланчина на ова, значи 300 рабоча. Оние црвено и бело што клаваат децата за Џурџовден, што им клаваат тука. Ова значи ширк, овие работи се ширк. Значи ова работа ти унишува тебе верата, ти можеш 24 сати да се кланяш. Не е само пола сат во денот, 45 минути. 24 сати можеш да се кланяш, ако ти ги правиш овие работи, тој намаз нема вредност. И после колку се ти, ако некој му го плукни, така на школа памтите, тогаш дури мајката од детето иде дома кај вас и вели, значи трагедија се случила џамите. Значи ова кажуваат, значи колку се поврзани срцата нивни. Значи ова работа е многу сериозна. Значи ова работа која гледаме, значи поглабоко, ќе видиме дека голем дел од луѓето кај нас тука се потрефени од ова работа.
Znači, ove rabote su mnogo opasne. Ovi rabote su mnogo opasni, barakallahu fikum. I toga nema da za tebe ni šefajat, ni ništa na sudnji dan. Znači, ti si umre kako mušrik. Za mušrik od nema šefajat. Znači, Allah ne je zadovoljen. Znači, Allah Đelešanu, ovaj Kuran, li men ješa'u wa yarda. Znači, to je dozvolilo šefajatu da bili za ona koji to je sakat i za koji to je zadovoljen. Sad ti prašaj se, je Allah zadovoljen su jedan mušrik? Ne je zadovoljen nikogaš. Znači, za nego nema da ima šefajat. Znači, ova rabota je mnogo seriozna. Barakallahu fikum. I kako što veli Šejh Uthejmin rahimahullah, koga isto melačinata, i plus ovdje Allah Đelešanu gi spomnuvat melačinata na nebesta, a ovo visli nemati melačina koji se na zemljata. No ovdje se spomnat ovdje melačinata na nebesta, zošti i ti je melačina sonivnata, znači bliskost do Allah subhanahu wa ta'ala, ne vredi nivni od šefat, osim su Allahova dozvola. I za koji on to što je zadovoljen s onego. Koga ti je nesme, znači ti je čisti stvorenija, veli Šejh Uthejmin rahimahullah, koga ti je čisti stvorenija, ne sme da pravaš šefat, osim su Allahova dozvola, togaš kako je, su drugita. I ti kako možeš da se osmeliš, da pođeš na groboj, i ne zna kada na drugo mesto, i da baraš šefat od toj mrtvi od tugaševog grobu. I da misliš teka to je, znači nekoj evlija. Isto autor od rahimahullah spomnuva tuka Allahovi odgovor vrska su ova poglavlja, to je Qul id'u alladina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ard. Povikaj gi onija, velite Allah subhanahu wa ta'ala, povikaj gi onija, odnosno donesi gi onije koji vije, znači gi imate potvrdeno, odnosno zemeno za bogovi i za šefači, osven Allah subhanahu wa ta'ala, ti je ne poseduvat ni najmalo to nešto. Nivo zemljata, nivo nebesta. Znači, najmalo nešto, znači, troška mala. Znači, najsitnata rabota, ne ja poseduvat. Znači, koga ti znaš sega, koga znaš ti, deka ti je stvorenija, koji da se ti je stvorenija, ne poseduvat ni najmalo to nešto na dunjalokot i na nebesta. Toga što kako možemo se moliš njemu? Kako možemo se obratiš njemu za deca, za streka, za zdravlje, za te zaštiti, za da ozdraj? To ne poseduva ništa. To je sam siromav. I to je sam ima potreba za Allah Đelešanu. I neizvesna je njegova ta rabota. Ti kako se možeš njemu da mu se moliš? Znači, molimo se na onega koji je semoken. Molimo se na onega koji njegovo to bogatstvo i kralstvo nema kraj. Kako što veli Pegamberot alejhi salatu wassalam, ako se soberat site stvorenija i mu se mola na Allah subhanahu wa ta'ala za site nivni potrebi, to ako namali to Allahovo to bogatstvo i kralstvo, kako igla što namalovat od okeanota. Znači što namalovat iglata v okean koga je vađaš, ništa ne namalovat. Tako je, ako Allah Đelešanim gi ispolni site potrebe na njegovite stvorenja, toliko namalovat od njegovo to bogatstvo. Znači ništa ne namalovat. Znači molimo se na onaj koji je vistinski bogat, na onaj koji ne se plaši od siromaštija, a to je Allah subhanahu wa ta'ala. Znači koliko da bidat kralojte na dunjalog od bogati, kralojte na dunjalog od zbora, koliko da bidat bogati, ti je pak ima strah da nivno to bogatstvo da ne isčezne, da ne se namali, da ne se izgubi. I da ti daj 2 pati, 3 pati, pomni, gotovo, da ostaviš sa teba. Allah Đelešanu ne. Allah Đelešanu saka da go povikuvaš. Zato znači, vrati se ke Allah subhanahu wa ta'ala. I pravi pričinje to site, znači. Pravi gi site pričini, za da bidiš od onije koji ima del vo šefatu na sudnji od den. A ne da bidiš presečen i preprečen od toj šefatu. Barakallahu fikum. Kako što velit šejh Salih al-Šejh, hafidahullah, velit ka
тие луѓе, мушриците во времето на пекамберот алейхи салату васелам, она што намеруваат тие со тој шефаат, намеруваат значи да им придонеси добро ним, за да им бидат опростено нив на судниот ден. Точно им се случи спротивното. Значи, точно им се случи спротивното. А тоа е да бидат препречени и пресечени од шефаатот. Зошто? Зашто панале во ширк. А ширкот е причина да бидеш препречен и скинат од шефаатот. Значи, тие со сета душа нивна, значи, со сето срце го прават тоа, со голема надеж дека тие ќе бидат нивни шефачи, а тие со токму тоа си го расипаа шефаатот. Си го препречија шефаатот. Зошто паднаа во ширк? Затоа, значи, ширкот е многу опасен. И како што ви ги има исто спомнато во минатото, ширкот е, значи, толку опасен како што ви реков, кога зема некој абдест. Најубав абдест што може да биде и посунет и све, и накрај само една капка урина излагат од тебе. Гото абдестот се расипал. Ти не можеш да речеш сега, абе јас едов многу убав абдест. Една точка не ми расипуваат мене. Не, и таа една точка ти го расипуваат абдестот. Таки ширкот е. Ти можеш да имаш пост, можеш да имаш намаз, можеш да имаш хаџ, можеш да имаш садаки, можеш да имаш све да имаш. Но правиш ширк во еден ибадет само. Во една работа само. Ти уништува све. Све ти уништуваат. И затоа, значи, од причињето, од важните причиња како човекот се чуваат од ширкот е знаењето. Со знаење можеш да се чуваш. Без знаење ти не можеш да се чуваш од овие работи. Ти ќе мислиш дека е добро и ќе го правиш. И затоа се пренесуваат од неколку алими дека имам Ахмед рахимуллах кога беше во постелата на смртта, му дојде шејтанот. И му рече: "О Ахмед, ти цел живот ми избега мене. Ако сега ми избегаш, ја нема да те добија никогаш. Умри како кафир." Синот на имам Ахмед, велит Абдулла, рахимахумулла, јас му велев во тие моменти на татко ми, изговори шахада. Ла илаха илlallah. Но тој ми велеше мене, не. Кога имам Ахмед дојде при себе си, Абдулла синот него му рече: "О татко мој, ме исплаши. Јас ти велев вака и вака, ти ми велеше не. Имам Ахмед рече: "Јас не те слушав тебе." Ми дојде шејтанот и ми велеше: "О Ахмед, си ми избегал цел живот. Ако ми избегаш уште се, никогаш нема те предобијам. Умри како кафир." И затоа имам Ахмед велел нему на шејтанот: "Не. Баракаллаху фикум." Значи, што значи това? Дека шејтанот, тој непријател. Непријател што не го гледаш, треба да знаеш. Ти имаш работа овде, значи со непријател, што тој те гледа, ти не го гледаш. Значи, треба да бидеш многу вооружан за да се чуваш од тој непријател. Значи, предноста негова е многу поголема од предноста твоја. Тој те гледа, ти не го гледаш. Она што те чува тебе е знаењето. Знаењето. Вистинско знаење со аргументи. Не јас реков вака, другиот рекол инако, третиот поинако и секој си кажува по свој. Не, ова не е знаење. Нашава вера имат аргументи. Никој не сме да збори како тој што сака. Значи, аргументи се Аллаховата реч, значи ајети од Куранот, хадиси од пекамберот кои се веродостојни хадиси. И она што рекле сахаба, другарите на Мухамед алейхи салату васелам, зашто тие се сведоци на објавата. Тие биле присутни на објавата кога му идеше на пекамберот алейхи салату васелам. И тие најдобро разбираат верата. Значи, затоа треба да се учи и да не паднеш во вакви сплетки. Да не паднеш, значи, во вакви сплетки. Потоа, спомнуват авторот рахимахулла исто една реч од шејхул Ислам Ибн Тајмија рахимахулла, дека Аллах субхана ва таала во неговата книга имат негирано сите оние со кои се има поврзано мушриците. Имат негирано дека некој имат дел со Аллах субхана ва таала
или дека некој му помага на Аллах субханаху ва таала, или дека некој има, значи, дел на собственост кај Аллах субхана. Значи, ова ги има на Аллах негирано. Значи, Аллах нема потреба ни за помагач, да му помага некој, нема никој ни делџија, значи, делџија. Го разбирате зборот? Аллах нема делџија. И тогаш, вели Ибн Тајмија рахимахулlah, не остана освен шефаатот. И затоа се ватија тие тука за шефаатот. Тогаш и ова им објасна Аллах субхана ва таала во неговата книга дека тој шефаат нема придонес освен кога е со Аллахова дозвола. Значи, ла јешфауна илла лимен иртада. Тие не можат, значи, да прават шефаат освен за оној за кого Аллах субхана ва таала е задоволен. Значи, за остварување на шефаатот требат два услови да се исполнат. Да се оствари шефаатот два услова. Првиот услов е Аллаховата дозвола. Значи, да биде со Аллахова дозвола. Прва. Втори услов е да биде Аллах џелешану задоволен со шефаатџијата и со оној за кого ќе се прави шефаатот. Значи, со двајцата би задоволен. И оној кој ќе прави шефаат и за кого тој ќе прави шефаат да биде исто задоволен. Ако не се остваруваат. Не се реализира шефаатот. Значи, овие се услови, треба да ги знаеме. Зошто утре мој некоја те прашат, филан и филан човек ваке и ваке беше, дали да се надаме за негов шефаат на судниот ден да му прави, значи, Аллах џелешану да дозволи за него, тогаш ти му кажеш како беше тој ваке и ваке. Чекај да видиме првиот услов со Аллахова дозвола. За кого дозволува Аллах џелешану, што е поврзан со вториот услов? За со шефаатџијата што е задоволен Аллах џелешану и за оној за кој се прави да биде исто. Овие дела кои ги правил тој се ширк пример. Аллах не е задоволен со тие работи. Значи за него нема да има шефаат на судниот ден. Значи затоа условиве ги учиме на база на тие услови, знаеш ти, разбираш ти, значи тогаш за кого ќе се оствари шефаатот и за кого не. И го спомнува тука исто сега хадисот, во кој се пренесува дека пегамберот алейхи селату васлам ќе дојде на судниот ден и ќе падне на сеџда. Значи ќе дојде на судниот ден пегамберот алейхи селату васлам, ќе падне на сеџда, ќе го слави Аллах субхана ва таала и потоа ќе му се рече на пегамберот алейхи селату васлам ирфа расак, кренија твојата глава. Значи кренија од наседџа кашти. Ва кул юсма, кажи, ќе се послушат. Вас'ал ту'та, прашај, ќе ти се дајт. Вашфа тушафа, посредувај, ќе се остварит. Значи кога ќе му да почне со шефаатот, кога ќе му се речат овие зборови. Значи кога ќе му дозволите Аллах џелешану. Пред тоа не. Пред тоа само ќе падне на сеџде и ќе го славите Аллах џелешану. Се додека не му се речи тоа ишфа тушафа, не може да прави ни пегамберот алейхи селам шефаат на судниот ден. Значи, кога знаеш ти дека целиот шефаат е сега само во Аллахова собственост, тогаш не го барај кај никого. Значи, затоа многу е опасно оние луѓе кои одат во Медина, одат за умра, одат за хаџ, сите тие трошкови, целиот тоа труд и се, од ќе гробот од пегамберот алейхи селату васелам, о, ја Расулаллах, прави шефаат за мене. Ова нема му уништуваат верата. И тој нема од тоа што патувал, освен трошковите, и се заморил само, физички. Награда нема. Дори се врачат како губитник. Значи, затоа треба многу да пазиме. Следниот аргумент, кој го спомнуваат исто авторот рахимахуллах, е хадисот кој го пренесуваат Абу Хурейра радијаллаху анху, кој самиот Абу Хурейра радијаллаху анху го прашуваат пегамберот алейхи селату васелам следното прашање. Тоа е: Мен ес'аду нас би шефаатика ја Расулаллах. Му велит Абу Хурейра радијаллаху анху: О пегамбер, кои ќе бидат најстречните луѓе со шефаатот кој ќе ти биде тебе дозволен на судниот ден што ќе го правиш? Кои ќе бидат најстречните луѓе со тој шефаат? Тогаш му одговара пегамберот алейхи селату васелам: Мен кале ла илаха илла Аллах халисен мин калбихи. Оној кој потврдуваат, оној кој сведочи дека никој нема право да биде обожаван, освен еден единствен Аллах субхана ва таала, и тоа го прави тој со целосна искреност од неговото срце.
Значи, најстречните луѓе, пак е поврзана работата со теохидот. Значи, ла иляха илаллах што е? Зборот на теохидот. Најогромниот збор. Ла илаха илаллах. Никој нема право да биде обожаван. Освен еден и единствен Аллах субхана ва таала. А ова халисен мин қалбихи. Со потполна искреност од неговото срце. Зошто вели Шейх Утемин рахимуллах и мунафиците велат ла иляха илаллах. Но не го велат халисен мин қалбихи. Не го велат со искреност од нивните срца. Значи го велат само со нивните усни, а не со нивните срца. За да ти придонеси тебе овај шефаат, односно и шефаатот, но и шехадето да ти придонеси, треба шехадето да биде значи со искреност. Да биде значи со искреност од срце, изговорен и сведочен. И хадисот има значи исто пред историја, а тоа е дека пекамберот алейхи селату ва селам пред да му одговори на ова прашање, му рече на Абу Хурейра радијаллаху анху дека јас помислев веќе дека никој нема да ме праша за ова прашање пред тебе, поради твојата мотивација за барање на знаење. Значи пекамберот алейхи селату ва селам го прецени Абу Хурейра радијаллаху анху од неговата значи жедност и мотивација за знаење дека тој ова прашање ќе му го постави. И точно тој дојде. И му рече ја Расулаллах, мен ес'аду нас би шефаатика. Значи кои ќе бидат најстречни луѓе, највеќе што ќе се радуваат на судниот ден. Со тој шефаат кој тебе Аллах джелешану ќе ти го дади и ќе те почести. Тогаш му одговори пекамберот алейхи селату селам, кој изговарат со искреност од неговото срце ла илаха илаллах. Ла илаха илаллах. Значи ова е зборот на теохидот, ова е зборот на исламот. Тоа е најогромниот збор, највредниот збор што може човек да го изговори. Но овај збор значи не е само збор што ти ќе го изговориш и ќе го кажеш. Значи не е збор само што ти ќе го изговориш и ќе го кажеш, туку е збор кој бара да делуваш спрема него. Вели Шейх Салих ал-Шейх, ако ти искрајно овај збор си го изрекол од твојата уста и со твоето срце, тогаш за тој кој си посведочил ти дека никој нема право да биде обожаван освен тој, значи Аллах джелешану, ти ќе го бараш него. Ти сакаш него твоето срце копнеа да го обожават него и да биде срцето твое покорно спрема него и да ги послушат неговите наредби и да се отстранат од неговите забрани. Значи ова е вистинското разбирање на шахадетот. Значи ти не можеш шахадетот да го речеш и ти работиш спротивно на шахадетот. Тоа значи дека ти не си го разбрал шахадетот. Значи ти не си го разбрал шахадетот. Значи имаш мана во разбирањето на шахадетот. И повеќето луѓе кај нас имаат значи голем проблем во разбирањето на шахадетот. Пошто повеќето луѓе ако ги прашаш, и овде не збориме значи само повеќето луѓе, значи општеството, дури и тие луѓе како што се продаваат како оџи, не знам што, да ги прашаш што значи шахадетот ла илаха илаллах, рече нема Господ освен Аллах. Така ќе ти рече. Значи ла илаха илаллах нема Господ освен Аллах. Нема Господ освен Аллах, велеше Абу Џахел и Абу Лехеб, тие мушриците во Мека, мушриците што правеа борба против пекамберот алейхи селату ва селам, кога ги прашуваше пекамберот кој ве створил, кој ви дава ризк, ќе веле Аллах. Фа се јекулун Аллах. Тие ќе речат, значи, убедени. Ќе речат убедени. Кој ве снабдуваат, кој ви дава ризк, кој ве створуваат? Аллах. Убедени се во тоа. Значи Абу Лехеб, Абу Џахел, тие мушрици во Мека, ти во оваа работа нема сомнеш. Значи нема сомнеш дека Аллах е Господ. Нема сомнеш. Сомнешот беше проблемот беше дали еден единствен само него да го обожаваат. Се тие не сака нивните кипови да ги остават. Сака и тие да ги обожаваат. Тоа беше проблемот тука кај нив. А не дека не веруваат дека Аллах е Господ. Дека Аллах створуваат, дека Аллах снабдуваат, дека Аллах е семоќен, ова го веруваат тие. И ова, значи, зашто ти, ако го разбериш погрешно шахадетов, ла илаха илаллах, после тоа поврзат и други работи. После ти, молењето на гробови,
и други работи, највли, не влагат во ширк за тебе тоа. Значи, гледате последициве? Значи, последициве се поврзани со објаснувањето на шахадетот. Ако ти погрешно го објаснуваш и го тумачиш шахадетот, после многу работи кои се ширк те ваѓаат од верата, за тебе не се ширк тие. Значи, ако ти го разбереш шахадетот правилно, како што требит, тогаш ти од сите врсти на ширк ќе се оддалечиш и ќе се отстраниш. Значи, затоа требит да пазиме, значи, врвно. И така сме на крај на ова поглавие. Хада ва саллаллаху ала набина Мухаммад ва ала алихи ва сахбихи ва саллам.